Лажеле сите оние кои пласираат тезата дека во Македонија е забрането да се мисли. Таа е толку демократска држава во која слободата на изразување сопствено мислење е гарантирана, но само доколку некој друг не го земе тоа здраво за готово. Не помислувајте да направите нешто вон закон, верувајќи дека некој ќе ве заштити од било која причина или дека никој нема да ве фати. Немам председател, законска можност нема. Значи, проширување на маркицата исто како да менуваме план со мислење. Ама мислам дека кај вас нема одговор, вие само мислење. Одговорност е кај тај што ќе го прифати мислењето. Не подлегнувајте на притисоци од било кого во однос на нечесно, неетичко или незаконско работење. Ти даваш твое мислење. Твое мислење може би вакво, онакво, погрешно, правилно, ама е така си мислил. А она нека си цени дали е тоа законски или не е законски. Кој сака нека ве притиска или заплашува, држете се до законот и моралните и етички вредности. Само ти не го кажи ова на неа. Ако го кажеш вака, она ќе си испаши, ќе рече, што ме така, ја да не испадам крива, и нема да, ќе се повлече. Мене ми е следното, вие немате вина, вие давате мислење. Утре ако се покрене поставка некој, речеш, добро, ние така мислевме, ако било незаконски, они не морале да го направат. Секогаш ќе бидете на правата страна и секогаш тоа ќе ви се исплати. Ние дававме наше мислење беше вака. Са прашајте си ја женава зашто го направила понатаму така. Не мора да го послуша мислењето. Ако некој ви каже или ви уцени со зборовите сега ќе му се јавам на премиерот па ќе видиш, или на тој и тој министер или директор, постапете исто како да не ви го рекол тоа. Ни на сон не би терал да потпишеш нешто, утре да идеш у затвор за тоа. Мислам дека за мислење не може некој затвор да ја замисли. Председателе, не е проблем, значи затоа ви реков, како сака коце, јас лично ќе го потпишам. Какво сака да го направи, јас ќе го пишам се. Некакви притисоци, уцени, понуди или закани. Се може да прават. Ти како процент збориш таму или како бројка? Точно. Па, тие го спомнеа тоа и генерално си окей вака тоа. 5 на тоа што ќе понуди. Тоа зависи со понудата, ама помеѓу 15 и 18 се движело согласно некои проекти колку би понудили. Не може финалниот збор да го имаат политичарите, министрите, премиерот, председателот, туку целиот народ, кој преку референдум ќе каже дали некоја идеја, дали некој предлог или решение е добро или не. Ке ти прифата толку? Ако му кажеме, ќе прифата, да. Не е тоа нешто. И на другото е толку. Антитезата со која се обидуваат да ја депласираат провизиската теза звучи крајно бесмислено кога е неподготвена до таа мера, што наводната штедливост која била иманентна за процесот, ја демонтира лично оној што е загрижен дека премногу се инсистира на неа. Консултациите беа вршени со намера и насока да се постигне што пониска цена, значи за спуштање на цената и за ништо друго. Да не е многу, бе, да не се претерано и нашто. Ја го не спомна некоја аналогија од претходното и ти ја спомнава на приликата. А 3 е онако коректно. Пробај со 15 да видиме како ќе ти реагира, прави се.
Ние не бегаме од диалог, не бегаме од разговор, но тој разговор не може да биде било каква трговија со нешто што е прекрашување на законите на Република Македонија. И на крајот. Разликата е голема, разликата е моделата. Делата сепак се кријат во разликата на цената.